погрешен мегахерц. Жарко вели светнало сијаличето, ама денот не е како што беше. Зависи дали е сијаличето или е сијаличката. Зависи од перспективата. Од каде ја гледаш. И тоа е точно, тоа е најточно. Да. Силно светнал ден ќе речам јас, но за жал, дами и господа, денес немаме сонце. Но сепак имаме разубавувачки пред нашето студио, кои претходно го беа користели истото. Но исто така можам да кажам, имаме многу сонца. Има многу сонца кои што не греат, еве ги се веат тука од карши нашето студио пред зданието кое што заради кое што ние мораме. Тоа со звездите, што е Жарко таму тоа темното? Не знам, плаво со жолти звезди, не знам што е, но ова го разбирам црвено со жолт пропелер. А ова е како Карагьос театар и сега малку ти кажува, да, прво сонце, па после звезди. Е така ти е. И водителки месечинки, така ги вика месечинки. Знаеш, она песната вика, због модрица твоих плава сам ја, плава кој европска застава. Така да тоа најверојатно. Жарко. Можда и не вика така песната, но ете скетч расположен од Сабајле. Да. Па имав, морав, од Сабајле сум разборуван, имав, како се вика тоа, синхронизација и гласот ми е на завидно ниво. Ти си веќе разработен. Разработен, да. Си замина ја водителките, Жарко. Си замина ја водителките, значи дека сме сега сами. Сами водителите, останавме водителите, машки род од водител, од водителите. Водителите. Со води и телови што се врзуваат, тоа се водители. Добро, дами и господа, ние знаете дека бевме на турнеја, се вративме од турнеја и ви кажавме тоа што се вративме, но сега имаме нови информации за тоа ќе споделиме после музиката или реклами или зависи што и да треба, но одиме со една многу добра музика, со еден многу добар избор на музика кој што го направивме јас и Атана специјално за вас, а вика вака. Аре, да ме, ја сум брзи, а вие слушате комишен мегахерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. Бам, ретко те гледам со девојкијата, на сега те гледам секој ден. Таа е таа позната стихозбирка од големиот Вахтибиупс. Тој е француско-арапски комичар и писател Вахтибиупс. Леброн Джеймс го мина Майкл Джордан на листата на најдобри лидерот на шампионот Кливленд. Леброн Джеймс стана најдобриот поентер во плейофот во историјата на НБА лигата. The King. Јас би сакал да споделам со вас, инаку дечки режија, земете го Атанас да ви ги чита вестите, одличен е за спортски да правам муавет. Има вака, Атанас му го пусти пред неколку дена ова, сакам да го споделам со вас, викам, автомобилската клетва на автомобилот на Джеймс Дин. Кратко и слушнете. Вика, во септември 1955-тата Джеймс Дин загинал во страшна несреќа додека го возел своето спортско Порше. По несреќата колата ја обкружуваат низа бизарни несреќи. Додека шлеп службата го паркирала автомобилот во гаража, моторот се откачил и му ги откинал двете нозе на еден од механичарите. Подоцна, моторот бил купен од некој доктор кој го вградил во својот тркачки автомобил. Загинал набрзо за време на трка. Во истата трка загинал уште еден надпреварувач кој со својот автомобил ја имал инструменталната табла од Поршето на Джеймс Дин. Кога Поршето на Джеймс Дин подоцна било поправено, гаражата изгорела во пожар. Подоцна, автомобилот бил изложен во Сакраменто, но се откачил од држачите, оставајќи еден тинејџер со скршен колк. Во Орегон, при колката на која било натоварено Поршето, се откачила и завршила во излог на една продавница. Во 1959-тата автомобилот мистериозно се распаднал на 11 парчиња додека бил паркиран на челична конструкција. Така да, постојат проклетства, пазете што правите. Доколку не сакате да имате вакви проклетства, видовњак дали скида црну магија и врача вољане особе. Јавете се. Јас ако водам спортски вести тука на Радио Слободна Македонија, имаш црна хроника. Да, ја имам ваква некоја рубрика за бизарности и случајности. Чоколадото е корисно за срцето. Апсолутно. Еве една добра вест за љубителите на чоколадото. Јадете чоколадо, но не ова состојба се поврзува со голем ризик од мозочен. Океј, овие се
твоја зона влегов. Да, извини. Добро, дами и господа, вака сега ќе ви кажам, знаете дека бевме во Бања Лука и Сараево. Од Сараево се вративме со две награди. Гран При за представата Име и, дами и господа, награда за најдобар актер на фестивалот, кој што беше од интернационален карактер. Наградата ја зеде мојот омилен колега Атанас Роберт Атанасовски. Ристо. Добар јас ден, Атанас, како е? Имам погрешни информации тука. Здраво Жарко, ти благодарам што вака соопшти во јавноста. Добре дојде во мојата емисија. Добро најдов, ова е твоја емисија, ја водиш сам. Да, ја водам сам и еве ти си ми гостин денес. Како е? Како и задниве 3 години сум ти гостин некако. Да сме живи и здрави. Како си поминавте сега, кажи, ајде, отворено овако убаво. Минатата емисија беше. Добра, ама сега на брзина. Уште еден сублимат за тие што убаво не беше, слушнат. тргнавме, многу долго се возевме до таму, Сараево добро пречекани, интересна изведба, фантастична изведба, добра дружба после тоа, потоа спиење во хотел, пак тргнавме на кај Бања Лука, 5 часа возење во Бања Лука, пристигнавме, прекрасна дружба, седевме во кафани, јадевме разни работи, пробавме повеќе специјалитети нини. И од Бања Лука се вративме исто со награда, со најдобра представа на фестивалот, доделена од РТСС, Радио Телевизија Српска Странке. Или нешто како и да е, така да убаво е да се освојуваат награди. Така да, благодариме за наградите. Благодариме за поддршката. Тоа е еден показател дека театар комедија работи добро. Као стимул дека продолжете, не сте на лош пат. Така некако јас бија карактеризиран. Исто ја би се захвалио свим овим моим, како се каже, фановима избос, не што се нам дали награду. Хвала вам пуно. Да, значи да повториме, представата Име зема Гран При во Сараево, а представата Нени Делместре режија, а представата Трудна приказна Лидија Деловиќ режија зема најдобра представа исто во Бања Лука. Тоест наградата се вика Искорак у храбрости. Не, Искорак у храбрости, тоа е чекор кон храброста. Па не, корак е чекоро, искорак као исчекорување некако. Аха, исчекори од храброста. Исчекор кон не знам, така е некако. Као да ме скршни од патот и биди храбар, нешто. Така е, така. Ние сме храбри момци, храбри девојки, така е, кои срце оставија на сцената. Во Бања Лука и немој. Аха! Која ќе го расплачеш, Жарко? Новата статија на порталот на Жарко, нема да ги именувам. Тра-та-та-там, вака, дами и господа, како што веќе добро знаете, 02-3131-332 е бројот на бројот во нашето студио, на телефонот во нашето студио, пардон, ќе кажат од режија кога треба да имаме реклами и после рекламите сега? Ск. Добро, после рекламите, кој што ќе биде најбрз ќе се добие 2 гратиси за во среда за представата Сон на летната ноќ. Комичен мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Манова си го слушамо на 99,3. И новости за вечерва. Се прашувате што да правиме? Петок е, да врне надвор. Сакам да слушам музика за Скопје, сакам да слушам урбана музика. Ако сакате тоа да ви се случи, одите вечерва со почеток во 21 PM, односно 21 часот, тоест 9 PM, пошто не може да има 21 PM, Атанас неписмениот. Вечерва во Кинокултура, промоција на новиот албум на PMG колектив. Албумот се вика Скопје во Кинокултура, повторувам, повелете. Значи од 9 PM слушајте ги PMG во Кинокултура. Така е, а ако имате PM, честички. Опа! Имаме рингтон на телефонот. Хало! Добар ден. Добар ден. Кај сте бе, дечки? Поштовање. Добри сте. Добро, и вие? Како поминавте во Босна? Одлично. Да ви честитам за наградите, Никола шоферот на телефон. Никола, здраво, другарче. Како сте? Супер, одлично. Си тераме емисија, малце сонце внесуваме, но дожливо попладне. Јас сакам да ми даете карти. Ке ти даваме карти, Никола, нема никаков проблем. Добро. За во среда добиваш 2 карти за представата Сон на летната ноќ, само во режија остави презиме. Во ред, фала. И така. вози безбедно, ти благодариме за јавување. На рака на воланота, со другата го држам телефон. Не така. Може, туку оваа држава све може. Така, убаво им кажа. Поздрав, Никола, поздрав голем. Се слушаме, биди жив и здрав.
Ете, Никола се јави и си доби 2 гратиси, а ние ќе доделиме уште 2 гратиси за првата дама што ќе се јави. Да, за сите што правите престап, јавете се и споделете што прекршок направивте денес. Да, ете така може. Јавно еве. Јас кажувам денеска не направив прекршок. Еве, додека дојдам до тука не направив затоа што бев со друго возило, не возев јас. Да, јас сум неправилно паркиран, се надевам дека нема да ми ја дигнат колата. Ќе видиме, добро, окей. И еве јас сам ќе се јавам во емисијата и ќе си доделам гратиси. Ама ти нема да можеш да гледаш и да играш, затоа што си главна улога во представата и ако те нема тебе, нема да има приказка. Ќе направиме некако. Ти другар ти Александар Михајловски. Онда, вака, ќе прочитам уште кратко нешто, вика, многу интересно, ова се со тие бизарни случаи, најневеројатни случајности што се случиле. Вика, бебе паднало од прозор и спасено 2 пати од истиот човек. Како? Во Детройт околу 1930-тите години Џозеф Филдок занесно шетал по тротоарот, што го пишувал тој, ова е многу јако. Занесно шетал по тротоарот, кога од високите катови во рацете му паднало мало бебе. По неверојатно среќниот крај на настанот и бебето и минувачот останале неповредени. Една година подоцна на истото место, истото бебе повторно паднало во рацете на истиот човек. Нема шанси. Џозеф Филдок и повторно двајцата завршиле без повреди. Како останало бебе после една година, валјда било поголемо човече. Добро, веројатно го посвел. И пред крај ќе ви прочитам уште едно што И сега, цело време, секоја година, традиционално се џиткаат од прозор. Татао. Така, ова е повик за нас? Па најверојатно. Ало, здраво, кој е? Ало, здраво. Здраво. Александра овде. Здраво, Александра, како си? Супер, вие како сте? Па одлично еве, си тераме емисија. Супер, мило ми е. Кога ти почна денот денеска тебе, Александра? Па, накај 10 часот 11. Па добро, свежа си, Одлично. свежа. А дали успеа да направиш прекршок еве за овој сат и пол? Па, не, се уште сум дома. А се уште си дома? Па сега за инат во кафето стави си Сол. Да. И ќе имаш прекршок и жолт картон. Јас сакам само да ви кажам дека сте најдобри, секоја че во сите представи што ги правите. Фала ти. Да продолжите така, бидејќи си поминуваме супер со секој доаѓање во театар. Еве, затоа и во среда кога ќе си дојдете и после тоа ќе видиме повторно, ќе си разговараме во бифето на комедија, таму одржуваме сеанси после секоја представа. Да. Добиваш 2 карти за представата Сон на летната ноќ, каде што Жарко Димовски игра главната улога. А Танас ја носи комедијата. Така. На плечи. Фала ви многу. Ете фала така, ви многу. остави само своето презиме. во режија, се слушаме, се И гледаме. се надам дека ќе уживаш во кафето, кое веќе би требало да ти биде второ, што би рекол другар ми Дарко Богески, ја баби со едно кафе пушам 6 цигари. Тоа вие не го правите затоа што Дарко е веќе истрениран човек кој ги знае способностите своји и можностите што може да ги добие од една цигара. Да. И 6 понатаму со кафето. А инаку старата индијанска поговорка, па ти помине црна мачка, другарче, ти што се паркираш тука. Ова Ќе е биде лошо, ова ќе биде со овие презнак. Ете го знаците. трчате таму. Ете го, да. Значи, сакав да кажам дека старата индијанска поговорка вика после првиот час од будењето воопшто не отварајте уста. За нас не е така затоа што сме радиоводители. Да, ова не дека ви мириса лошо задахот, што би рекле. Опа, ова е многу интересна ситуација. Јас се извинувам затоа што пред нашето студио се случува театар. Добро, но ќе поминева и сонцето почна да изгрева, драги слушатели, се разбира комичен Мегахерц го прави тоа што го прави. Хајде заедно да се помолиме за да излезе сонце. Ама ти не оди тие високите терци, не можеме си да ги фаќаме. Да, добро. Со ниски бази дома, значи Ниски лаги. седнете на левото колено, десната нога ставете на пета, значи како за тешкото позиција, земете малку масло, намачкајте ги вашите дланки и измасирајте ги вашите слепоочници и додека го правите тоа, кажете ОММ како издолжено и ќе добиете сонце, се разбира. Или ќе ви падне склопката со струја. Поздрав до другарот мој во Пежото. Поздрав и од нас до другарот. Ете го, не Пежото, слуша, респект, брат, респект. Ето, ова се прави другари кои поминуваат. Ете го, и верни фанови, бакнежи. апсолутно, поздрав Поминуваат пред нашето студио и ни мафтаат, ете така. И гратиси за него. И гратиси за него, така е, на нервна база делиме гратиси денес. Ајде, кој сака уште гратиси? Нека се јави. Не, даваме уште 2. Да, уште 2. Уште 2 секако. Уште 2 гратиси за тие што ќе се јават. Само да спушти нашиот режисер Далибор, затоа што е во муабет. Во тајна врска. Тајна врска. Не ги користете државните телефони, ќе нема кој да плаќа после. И најлесно се прислушкувани, знаете. Ајде, додека го правиме тоа, ќе ви прочитам за
Куршумот што ја погодил целта, дури по неколку години ова од рубриката Неверојатни случајности, што Ова е завршувам. рубриката за Африканци со Жарко. Слушај, Хенри Зигалт мислел дека избегал на судбината. Во 1883 година раскирал со неговата девојка, Гледаш која ти. подоцна токму од таа причина извршила самоубиство. Несиниот брат бил толку гневен што го уловил Зигланд и го застрелил. Верувајќи дека го убил, го насочил пиштолот кон слепоочницата и си го одземал животот. Но Зигланд останал жив. Куршумот само му го поткачил лицето и завршил во едно дрво зад него. Хенри сигурно мислел дека е многу среќен човек. Сепак неколку години подоцна Зигланд решил да го исече дрвото кое се уште го имало Куршумот во себе. Но дрвото било толку големо што решил да употреби динамит. Експлозијата го лансирала Куршумот директно во главата на Зигланд, убивајќи го на лице с места, човек. Мики Маус, мабете, ова нема Тоа се теорија. случајности неверојатни, а случајности не постојат. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Дали верувате во случајности? Па, не баш. Така е, случајности не постојат, се случува со причина, со кого разговараме. Маја овде. Маја, добар ден, Маја, како си? Добар ден, супер. Одлично. Еве да ве поздравам и да ви посакам убав ден. Фала ти, Маја, да си жива и здрава. Ти посекуваме Е, и така. ние тебе, убав ден, Маја. Дали сакаш гратиси? Грати си, па си купи ја карти за среда и за вторник. Што ви? Ти си обезбедена. Ти си обезбедена. Добро, ќе ги оставиме гратисите за нареден слушател тогаш. Некој, да, само еден апел до возачите да не ги прскаат пешачите, бидејќи денес ја направи еден прекршок, си со еден возач зашто не испрска пела. Па не е тоа твој Тој прекршок, тој е направил негов прекршок, ти си прекршок. само одреагирала добро на тоа. Акција, реакција. Значи не ги прскајте пешаците. Апел од Маја. Или ако во случај не дај Боже дека се тесни нашите улици, ако ги прснете, имајте пешкир во вашето возило и излизате, избришете ги, не знаете што може да се роди. Така е. Така, Ето. така. Поздрав до колешките. Поздрав голем. Ете тоа уво на Жарко, слуша Така е. женски вокали, Голем дури. поздрав. Да, ама тој е апсолутен слух за жени. Така е. Поздрав голем, фала ти Атанас. Чао, Маја, фала за јавувањето. Добро а тоа. инаку, да, а Апсолутен инаку, слух за жени, да. Апсолутно. Иначе не знам како успевате да ги прскате кога ниту една дупка нема на улиците. Мислам, стварно на овие прави улици со тој нов асфалт што пива вода, дами и господа, како успевате да направите тоа? Значи, Маја беше... Почитувајте велосипедската патека. Да, и како да кажам, Маја прави добар пример што си купува карти, секогаш правете го тоа и вие за тие што не стигнале да купат карти. 023133332 е бројот на нашето студио. Ние ќе доделиме уште 2 гратис карти или 2 гратис билета за тие што ќе се јават. Така е. А инаку последно време не знам, пратиш нова музика, светска музика, поп музика? Многу малку, извини. И јас исто не пратам Не можам многу, да но ти гледам парирам нешто, на тема. Освен овој дебелиот што ја пееше I'm human after all, ти текну I'm only human. Тоа е многу интересен, значи така ете доби нова публика, нова популација, стана многу популарен. Исто е многу популарна Лана Дел Рей. Не знам дали си ја слушал Лана Дел Рей. Како не, има една песна што навистина ми се допаѓа, мислам дека се вика Blue Jeans. Blue Jeans, така е. Така и мене исто така ми се допаѓа некогаш кога сум расположен си ја пуштам Лана да ме депримира. Поздрав до Опа. Шекерна. Зашекерена. Да? Ало. Добар ден. Добар ден. Јаво Маријан. Па знаеме дека е Маријан. Маријан, Првиот зашто последен се јави, човече? Да. Ха, ние мислевме ќе се јавиш меѓу првите, но како иде? Не бе прв. Како си? Добре, вие? Супер. Каков прекршок направи ти денес? Па немам се уште направено. Се уште немаш направено. Не. Треба да направиш еден прекршок, а картите секако ќе си ги земеш од билетара, презиме ќе оставиш таму ако веќе го немаат. Ја, добре. И се слушаме и се гледаме, Маријан. Само кажете ми за која представа се работи? За сон на летната ноќ. Добро, благодарам многу. Нема Ето така. проблем, Маријан. Поздрав. Се надам дека ќе уживаш. Добро, во режија велат дека време е за чај. Не разбирам да кажеш. 94, 95, 96 мега херци. Секој петок од 12 до 1. Се слушам. Чекај, Жарко, жтем значи те сакам? Жтем, да. Жтем. Ж, јас, т, тебе,
Сакам, жотем. Јас тебе сакам. Јас те сакам тебе, А жотем. така изгледа звучи француски. Да. Јас тебе сакам, Јас многу тебе да те сакам. сакам. Јас Тоа беше Јас те- Лана Дел Рей, дами и господа, Ау, некој не во снима ремикс, там. некој не снима, ги поздравуваме тие што не снимаат, а тие што не снимаат, не ги поздравуваме затоа што не снимаат. Бидејќи денеска сме многу прилично... Јас тебе многу сакам те. Фала и јас, џавте куренеја, алам пате. Дека денеска сме полни со волја, но добра, решивме со колегата Атанасовски Да му дадеме малце колор на светот. така е, и да го обоиме светот шарено, убаво, во многу бои, и да дадеме 2 билети за комедија. За во среда. А уште два? Па уште 2. Па може за мене. Ајде. Ај за обратно. Ајде, се јави се. Ало? Ало. Здраво. Добар ден. Комчен мегахерц. Комичен. Луди сте. Многу фала. Гратиси Какви? за Ама немој да ги продаш после кој ќе ги купиш. од тука. не би да ги одма да ги продај. А, види ко џавте куланеја. О, скеч во живо Така од е, Радио овде. Слободна Македонија. За нашите слушатели 023133332. Задни два гратиси, тоа Последни е 2 гратиси. последни, да. Да. Задни 2, последни 2, како и да е, тоа сме ние А, тука за вас секогаш. Вие сте тие што ќе се тие. јавите. Така е, ladies and gents. Добро. Дали ќе имаме повик за последните 2 гратиси или да се одјаву? А Не, треба не се се одивуваме, има уште време, но сакав да кажем, понеделник 29 е представата Вардарски пастови, вторник 30 е повторно представата Вардарски пастови. За тие што си обезбедија карти на време, супер, за тие што не си обезбедија карти на време, нема да дојдат и да гледаат апсолутно. А 30 е представата, како што знаете, еве сонна летната ноќ и најверојатно полека во јуни 31 е ноќ. ноќе 30 и 31 Да, 30 е Вардарски пастови, Тачно. 29 и 30 е Вардарски. пастови, а ова е летна ноќ. Поздрав за Добро, сите поздрав девојки за што се решиле да одат во војна академија. Така е, на овој врнежлив ден. Поздрав до сите камионџи и таксисти кои што ја слушаат на вашиот омилен мегахерц. 96-тиот. 0,0! Ladies and gents, сите што возите на автопат од Прилеп на Скопје, да кажеме, спуштате 89,9, пред да влезете во Скопје 96,0 и ќе не слушате тука. Друго што сакав да кажам, во јуни ќе имаме многу мал опус на представи. Ќе се сведе на минимум затоа што веќе топло, луѓето не сакаат да одат во театар, а отворен театар се уште немаме. Ќе има таму некаде на крај на јуни фестивал кој што традиционално се го одржува комедија, но за тоа потоа што би рекле брачо Срби, отом, потом. Поздрав за сите девојки што се определиле за метал музика. Тоа е Атанас со неговата рубрика Поздрави и честитки. Поздрави до луѓето што поминуваат. Порано имаше прилепна една радио рубрика се викаше SMS работилница и се пушта SMS и луѓето си се поздравува. Умре тоа време на СМС. Вибер работилница. Вибер работилница workshop. Ова е знак дека некој ѕвони. Ало, Потивко само. ќе не чујат. Спие жаре. Спие малиот. добро, се извинувам. Што? Како? Се извинувам. Добро. Кој е на телефон? Магдалена, Здраво, Магдалена, што правиш? здраво. Еве ништо на работа. Вие? Еви, ние исто. Исто на работа, ама заспа малиот. Па добро, уморен од турнејата. Многу награди. Да, најверојатно. Така. Магдалена, Да ви честитам пред се Фала. и на тебе, Атанас, за наградата за фала ти многу. Фала. Многу успеси, уште многу награди. Може да се каже дека сте најдоброто нешто држава. Ова убаво звучи. Ова не расони да ти кажам право. Дури ќе го разбуда ми малиот. Стани бе! Стани бе. Магдалена, дали направи прекршок ти денес некако? Ја прекрши со не го фицата. кажувај тој чим отиде на тоа подобро да не се каже во етерот. Па, нека остане за мене се. Така, тој Тоа направи. Прекршок. Зависи. Добро, зависи како гледаме на работите, нели? Да. Апсолутно. Важно срекна си денеска, така? Многу. Чим се јави во Комичен мегахерц, чим ве слушам. Да си жива и Па и да не здрава. беше среќна, ние ќе те расположевме сега, го знаеш. Па да. Не се сомневам. Како оди тоа со Комичен Мехерца, дали ќе дојдеш во среда на представа? Секако таман и на другарката што сакам да ја донесам и е роден ден таа вечер, сум тој ден.
Одлично. И баш да ја изненадам со... Има посебен мерак, Жарко, тебе да те види. Ајде, Да ајде. се сликала со тебе и сакам тоа да го остварам како роденден. Па нормално. Нема проблем. Нормално. И ќе Таман, запее ке Жаре части- гратис. И ке части за роденденот во бифето. Супер, фала ви многу. Така, Одлично, значи Магдалена. резервирани се 3 маси во извини, мислев уште. Остави презиме во режија. Добро. На колешката не мора, она може и со твојот билет да влезе. Да. Таа Жарко ќе среди. Ете така, голем поздрав Магдалена. Фала ви. Се Фала ти слушаме на тебе за И јавувањето. се гледаме. Одлично, ете така. Го знаеш тоа кога ме подсети името на девојката, вика, како се викаш? Пакталета, па да стирато се. Така да, окей, одлично, одлично. Марк Цукенберг завршил факултет, конечно. Да, видов тој и рекол на мајка му, мамо, еве, за тоа што мислиш. Мамо, ја ќе идам, кај ќе идеш бе сине, Завршил си, ја седи. купил дипломата, како и... Да, мене како исто. и... Да. Како и да. Тоа е Впрочем, тоа. нели, драми и господа. Драми и господа, Е, не. драми и господа, Така многу ќе ни добро. се вика наредната емисија на... Не е важно, нема да откриваме. Ако останеме на ова радио, ќе се прекрстиме во шпекулации. Така е, најверојатно. Ќе видим, се ближи крајот на денешната емисија и се ближи крајот на оваа наша трета сезона, дами и господа. Доколку ние успееме да најдеме некој од Еве одма дојде од управа. Од некој од управата, доколку го успееме да најдеме денес, ќе знаеме кога ни е последна емисија и што се случува. Се надевам дека денес не ни е последна емисија, така да... Ако се надевам дека исто вие добро си поминавте со истата и се Да, развеселите. не, ние ќе направиме специјална special edition гратис од нас за нашите фанови да дојдат тука во студиото, како впрочем што беше и лани, и да свириме и да пееме. Па околу 30 на 40 минути. Така е, Атанас, да, што ќе кажеш? Извини, не те Се слушам. зачитав жолт печат или Кажи, она ајде, жута... одели нешто. Скандал, жута Па, минута. брат, овие не би сакал да ги споделам, едноставно некам од мојата уста да излезат овакви информации. Добро. И што ќе морам да прекинам да читам вакви глупости? Да, затоа што... Еве, нешто од културата. Ајде од културата. Битолскиот театар гостува во Канада, промовира на монографијата Гевгелија 130 години град, истражување на локалитетот градиште кај село Младо на Горичане, детски лирски треперења во Охрид, представата преспанска модна ревија премиерно изведена негде. Бугарската академија на науки, добро. Напиши љубов на 140 карактери, награден кај Брзи вести со Атанас. Фест почна со Севдах и Радио Љубојна. Да. Офест, многу ми е криво што не сум тука. Утре вечер има фантастичен концерт на Фадо изведувачка. Не знам од каде беше и африкански бенд. Навистина не ги знам имињата, но си реков штета што не сум тука, ќе одев да ги слушам Офест. 3 дена трае, почна од 4 дена трае, почна вчера, трае до недела ми се чини, и кој има можности и време нека оди, нека ужива, затоа што тоа е навистина врвно нешто да оди да се слуша и да се... Oui. Фест, полека, сега ќе се одјавиме и ќе ве оставиме. Бози, ба мен биву, ба ти биради забари. Извинувам се, вклучивме на кратко на францускиот ноут камп. Les parties s'enchant et écartés sont la partie и се фиш. Се префрливме на германска. Да си се позиционе фу авто Барселона. Хамид Алтинтоп гол. Хамил Алтин. Не знам Хамид. Кај ти текна Хамид тој? Алтинтоп. Не игра веќе 16 години можда. во бар. Дами и господа, одиме со избор на Далибор, дали ќе ја пушти Лана Дел Рей, дали ќе пушти Буена Виста Social Club, оставаме на него, а јас ќе кажам дека ова беше Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници, водители на емисијата Жарко Димовски, Атанас Атанасовски, датум на емитување на емисијата 26.5.2017 година, продукција Радио Слободна Македонија. Поздрав до нашите Тонци, Дине и Далибор, ви се заблагодаруваме за се изминативе 3 години, вие сте фантастични, да не бевте вие, ние немавме да имаме ова што го имаме како Така е. поддршка. Апсолутно. Чао! Комичен мегахерц.